Почитуван вице-премиер, почитуван министер за надворешни работи, почитуван министер за здравство, заменик министер. Мене ми представува огромна чест и задоволство. Значи, што имам причина заедно со сите вас да најавам отварањето на хируршкиот центар после долги години реновиран, значи целата реконструкција траеше 2 месеци. За тој период ургентниот центар функционираше без застој, затоа што клиниката, одделот травматологија беше пренаменета во ургентен центар, така да во координација со Министерството за здравство и со другите две големи болници од Скопје имавме максимална координација со тоа што ни еден пациент не беше вратен, на еден пациент не му беше ограничено правото за нега, така да сите пациенти ја добија заслужена својата нега и можам да се заблагодарам на сите вработени од ургентниот центар затоа што конечно после 30 години добиваат еден ургентен центар по сите европски стандарди, опремен со опрема нова, со инвентар, и се надевам дека и понатака ќе служи во својство на граѓаните. Сакам да кажам дека за реконструкцијата на ургентниот центар беа одвоени 8 милиони денари, кои беа буџетски средства, како и дел од донации од општествено одговорни фирми, кои во овој тежок период најдоа и смогнаа сили за да донираат, затоа што знаат од кое значење и колку е битен овој ургентен центар. По целосната реконструкција на клиниката за ортопедски болести, која беше претходната година, сега можам гордо да кажам дека оваа година планот беше да се реконструира ургентниот центар, целосно е реконструира ургентниот центар и се надевам, еве уште еден апел до Министерството за здравство, до владата, затоа што пари и средства се поминати за Карил како единица за интензивна нега најголема во нашата држава. Се надевам дека таа ќе биде наредна за реновирање и дека со тоа оваа година ќе го заокружиме тоа што го планиравме, односно цела реконструкција на ортопедија, ургентен центар Карил. Наредната година ни е во план да реконструираме дел од травматологија, дел од ортопедија, тоа е првата сала, и со тоа ја мислам дека за овие 2 години од кога сум ја тука, наредната година се надевам дека ќе продолжиме во ова темпо, се надевам дека македонските граѓани ќе добијат здравствена нега и услуга каква што заслужуваат, како што почнем има и до сега. Благодарам.